5 македонци ќе учествуваат на најголемата светска тркачка атракција на полето на ултрадолгите планински маратони, годинашниот ултрамаратон Монблан на Алпите. Во тимот на трек с покрај тетовецот Александар Симјановски се и Игор Пирковски, Никола Цицовски, Жикица Ивановски и Игор Јовановски. Трката ќе започне на 31 август, а учесниците кои треба да истрчаат 173 километри имаат рок од 46 часа да стигнат до целта. Годинава се очекува да настапат над 2500 ултратркачи од целиот свет. Ултратрел де Монблан, чијто старт е во Шамони, Франција. Кружи околу 3 држави, Франција, Швајцарија и Италија, повторно се враќа назад во Шамони. Значи трката е 100 мили, односно 173 километри со 10.000 D+. За да се учествува треба да се освојат поени од квалификацијски трки. Значи треба да се има учество на најмалку 3 трки од 100 или повеќе километри, на кои што треба да се освојат минимум 9 поени. Временскиот лимит за завршење на трката е 46 часа и исто така има временски лимит до кој треба да се дојде на определена контролна точка. Трката има вкупно 15-16 контролни точки, а успех за било кој од нас ќе биде прво да се заврши трката, а второ би било исто така голем успех кој некој би успел да ја заврши под 30 часа. Стартот е во петок на 31 и ќе трае до следните 46 сата, до недела, како ќе буде вечер. Ќе има и за следење уживо на кој надпреварувач на која контролна се наоѓа, колку километри има поминато, уште колку километри ќе има до финиш. Тимот има интензивни тренинзи во пресред на овој ултрамаратон, како на рамни, така и на планински патеки. По 3-4 пати неделно се спремаме, кога посебно, кога групно, некоја ти навечер трчаме, така да, тоа е тоа. Од 100 до 120 километри неделно вежбаме, што на рамно, што на планина. Некој посебен режим на исхрана? Режим на исхрана. Ја моментално 2 години 3 не јадам леп, тестенини, такви работи. Повеќе сум на месо, на протеини, на млечни производи. Учеството на ултрамаратонот 5 теми на македонци ќе ги чини околу 8.000 евра вкупно. Покрај трошоците за котизација, за сместување и за пат, треба дополнително да набават опрема која е пропишана со правила за надпреварувачите на оваа трка. Значи, според наша калкулација, целокупното наше учество како тим, 5 тркачи и 3 што ќе биде у логистика луѓе, треба да изнесува негде околу 7-8.000 евра. Само стартнината од човек е 250 евра. Значи, на тоа да се даде патните трошоци кои што сигурно исто така ќе биде околу 600-700 евра. Сместувањето од човек е исто така негде околу 100-200 евра, да. Значи, вкупната проекција, дополнително опрема што треба да се набави. Патиките што се за трчање се нели посебни за планинско трчање, минимум треба 2 пара. Треба да има исто така минимум 2 челни лампи. Дополнителна опрема Гортекс јакна, што не пропушта ветер и дожд до 20.000 капки, панталони исто така, ракавици и плюс едни ракавици исто што се водоотпорни. Тоа све кошта. За тимот од Македонија представува голем предизвик учеството на оваа трка. Предизвикот 2 години го планирав, така да лани ми беше последната трка за тоа за бодови да освојам. И дојде у Хрватска, трчавме 155 километри на Далмација и у јануар се пријавивме групно.
кој се занимава со планинско ултрамаратонско трчање, оваа трка му е сон. Во 2014 година Светлана Стојановска беше првата македонка што го заврши ултрамаратонот Монт Блан за 44 часа и 59 минути. Жикица Ивановски го истрча за 31 час и 46 минути и беше пласиран на 155-тото место, а Јовица Јованчев за 32 часа и 46 минути беше на 189-та позиција.